Последните податоци што ги објави Државниот завод за статистика покажуваат дека инфлацијата во земјава зема се поголем замав и доколку не се превземат сериозни и навремени мерки, тоа може да се доведе до уште подлабока економска криза, при што не се исклучуваат и социјалните немери. Ако се направи споредба на бројките што ги објави Државниот завод за статистика, може да се забележи дека првите 2 месеци инфлацијата на месечно ниво изнесувала 2%, потоа се зголемила на 2,2%, за во јуни да достигне 2,8% на месечно ниво, што е во спротивност на првичните проекции на Народната банка, која предвидуваше намалување на инфлацијата во овој период. За да се спречи упад во уште поголема економска криза и социјални немири, експертите сугерираат дека е потребно носење нови мерки кои ќе бидат во насока на сузбивање на инфлаторниот бран и негово ставање во предвидливи рамки за да се заштити буџетот на граѓаните. Ако владата не презема мерки, инфлацијата ќе прерасне во економска криза, може да се претвори во социјални протести од лица што ќе бидат отпуштени или осиромашени. Сведоци сме на една од најголемите стапки на инфлација последниве години, која дури сметам дека се уште е поголема од официјалните бројки. Доколку во пресметката се зголеми учеството на горивата, инфлацијата ќе биде уште поголема. Сега бензините, Државниот завод за статистика дава само 3% пондерирање, а цените на бензините изминатиот период се зголеми дури за 60%. Несфатливо е горивата да има толку мал удел во потрошувачката на домакинствата. Поради малото учество, ударот не е толку голем и затоа инфлацијата не е екстра голема. Дека е само 3%, лично не верувам, што значи можно инфлацијата да е уште поголема, вели економистот Здравко Савески.